По повод завршувањето на жетвените активности од овогодишната реколта, во Чешиново се одржа првиот фестивал на оризот, чиј организатор е Сдруженијето за одржливо производство на ориз Оризова братимка. Целта на манифестацијата е да се даде посебно внимание на традиционалното производство на главната земјоделска култура, преку примена на одржливи практики, кои придонесуваат природните екосистеми и нивниот биодиверзитет во Кочанскиот регион да бидат сочувани и одржливо управувани и користени. Да се користи на македонската трпеза, не само кај нас, туку и пошироко, да најдеме пласма за нашиот ориз, да биде вратен традиционално на старите пазари во поранешна Југославија и сите тие да го имаат автентичниот наш производ, како што ние знаеме да го произведуваме тука. Значи, локалниот производ, нашиот производ, наша цел е ние да го промовираме и тој да биде застапен на нашата трпеза таков како што е произведен, без да му се додават некои примеси од странски мешавини и така да го губиме квалитетот на нашиот традиционален ориз. На фестивалот на оризот беа присутни и неколкумина амбасадори и представници на странски држави, со што членовите на Сдруженијето сметаат дека представува можност да се помогне во остварувањето на идејата за отворање на поранешните, но и на нови пазари за пласман на земјоделската култура. Манифестацијата е дел од активностите на Сдруженијето Оризова братимка, која е поддржана од програмата за зачувување на природата во Македонија. Дополнителна вредност на брендот Биосмарт Ориз, произведен од Сдруженијето Оризова братимка, треба да даде една иницијатива која што се спроведува со поддршка на програмата за зачувување на природата, а тоа е прогласување на осогово за заштитено подрачје, кое што и текако треба да им помогне на локалното население, пред се на земјоделците, во брендирањето на своите производи. Во рамки на фестивалот, гостите имаа можност да ги пробаат и традиционалните специјалитети од ориз, како и да го видат најголемото штрково гнездо во Европа, чија височина е над 3 метри. За посетителите на манифестацијата беше приредена и културно-забавна програма, на која настапија фолклорни ансамбли од Кочани и регионот.